Зарко Милошевски не е само продолжена рака на Виктор Димовски и одговорниот кој дал позитивно мислење за државјанството на Онишченко, туку неговото име опозицијата го поврзува и со друга афера. Според ВМРО ДПМН, новоименуваниот директор на Агенцијата за национална безбедност наводно бил вмешан во случувањата во Диво населје, бидејќи, како што тврдат, имало сознанија за негови погрешни проценки. Оттаму бараат одговори од премиерот Димитар Ковачевски и генералниот секретар на владеачката СДСМ Миле Зечевик и критикуваат дека Македонија била во безбедносен лавиринт, бидејќи безбедносните служби станале приватна собственост на власта за вдомување миленици. Дали Зарко Милошевски, тогаш начелник на единицата за екстремизам, бил одговорен? Дали тогаш Зарко Милошевски е директно одговорен во УБК за проценка на состојбата, а толкава група се сместила во градот? Да подсетам, во интервју од 2017 година, Горан Николовски од позиција директор на УБК посочи на, цитирам, лоша проценка на УБК за Диво населје. За обвинувањата од опозицијата, премиерот Димитар Ковачевски не одговара ништо поконкретно. Според шефот на македонската влада, новиот директор на АНБ бил професионалец во фелата. Се работи за човек кој што својата професионална кариера ја градел од 1997 година во Министерството за внатрешни работи, во тогашната управа за безбедност и контраразузнавање, потоа продолжува во АНБ, каде што извршува раководни позиции, и кој што во текот на својата професионална кариера бил на низа обуки, доминантно во Соединетите Американски држави и во Канада, токму во областа во која што професионално се усовршувал, во која што професионално напредувал. Опозицијата и претходно реагираше за одлуката Зарко Милошевски да го наследи Димовски, дека наводно тој бил продолжената рака за давање на државјанства на контроверзни ликови од далечниот исток. Тие објавија документ каде стои неговиот подпис како властено лице, кој одобрило известување до секторот за управно-надзорни работи дека не постојат пречки од безбедносен карактер за Онишченко да добие државјанство.